чудото по име въздух. Аха, со помош на воздухот може да се игра. Хайде, кое за просина да слушнам? Деца, много се умори. Гледай колко се умори. И си има вака случайно въздуха. Тръчам, толкова се умори въздух от вака. Въздух ми фали дори. Миди да вземам вака въздух. Откъде найдам деца? Надвор или в училница можеш да отвориш пенджера или Въздух да вземам надвор, значи? А тука въздух има? Не. Оти нема нещо отворено. Тука нема въздух. Ами шо ще го дишиме ние? Въздух. А да се договориме вака. Бидейки вие, некои ми велите дека тука нема въздух, вака да направиме. Да се договориме ние денес да не дишиме тука внатре в училницата. И да не се мачиме да дишиме. Еве, некои велат нема тука въздух. Ако нема защо да се мачиме само да дишиме за джабе, ке дишиме кога излезиме надвор, така? Хайде да си пробаме така, да си направиме, кога речем 3-4, сите вака ке си ги затниме носилята и вака муцето и ке си стоиме така и ке си уживаме. И ще се мачиме да дишиме. Може така? Айде. 3-4. Не може да издържам. Некои да гледат по-малко, пък си запая въздух вака нещо. Прави. Що направихме, бе, деца? Боям да се влазе, си отваряш устата. Малко примете ви, аз дори име не ми се случи така. И аз не можем да издържам. Така. Защо не можехме да издържиме? Що ни фалеше? И откъде зядохме? От училницата. Значи, има въздух или нема в училницата? Ай, биля работа. Значи, ете имало въздух. Ние се сбунихме, некои мислехме има, некои нема, ма имало въздух. Айде да видиме кој ќе издържи подолго без въздух. 3-4. 1, 2, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. Стоп. Я запримете, некои взе въздух, запримете. Сам ти ни кажеш сега, кой се да въздух, да знаеме? Кой се да Аз не да ме запишеш. Ама я запримете, седохте двайцата, ама трябва да видим Да, искрени. да бе. Така кога играме игра, трябва да сме искрени, договорено, така да правим. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Стоп. Я седох. Това е добро, значи да бидеш искрен. На кой му трябва въздух? Що? Не трябва въздух. Значи му трябва въздух на сите луки. А дали на животните им трябва въздух? Им трябва въздух, за да живеят и на животните. А знаете, дека и на цвекинята, и на дрвията им трябва да чиня въздух? Знаете що? Ако вземем едно
цвеќе. И да го покриеме вака во нешто стаклено, да го затвориме тоа цвеќе, да се некоја Ѓовени. И животните дечиња, ако ставиме, например, пеперутка, некоја вака, овде вака да ја затвориме, тука вака да ја ставиме на масата и тука да ни живее во овој садот. Што ќе се случи, што мислите? Ќе умре, нема да диши и ќе умри. Да, нема да диши воздух и ќе умри дечиња. Ама знаете што? Ова нема да го проверуваме. Ми е жал. Многу ми е жал и за цвеќето, ми е жал и за пеперутка или за мравка, за било што ми е жал. За да проверуваме ми е жал. А знаете што на кој друг му треба воздух? На старите. Дали имате правилно? Да, на старите кучки. Старите на младите, секој. Да, ама знаете на кој друг? Оние меурчињата од сапуница. Што се прави? Ајде, кој ќе даде? Чекај, ајде, Бојан, да ми даеш воздух. Ајде да ми даеш воздух. Ајде ти да ми даеш воздух. Кој ќе ти даде? Да ми дај воздух. Сега самите ќе се направиме воздушни сапунесто меурчиња. Дали е доволно ова што? Ќе го оставиме 2 сати да постои? Не, Што мислите, дали треба да го оставиме 2 сати? да си склачка. А вака ако стои, ќе ни се направат меурчиња? Не. Знаете дека ако дувниме со нешто внатре, исто така ќе се направат меурчиња? Да. Кога го кланчкаме вака како што ми велите вие, кога го закланчкуваме, тогаш влегува воздух. Внатре во водата заедно со сјајот влегува воздух. И заради тој воздух ни се прават нас меурчиња. Воздухот ни помага. Сакате да се обидеме? Да. Вака сега ќе направиме, ние нема да кланчкаме. Ете, со цевчињата, браво. Ајде да видиме сега. Истекма! И како ќе направиме меурчиња? Пасивно. Пасивно! Кој ни помогна да направиме балони? Воздухот ни помогна. А сега во тој сад со вода пред вас што е? Дали во тој сад ставивме сјај дечиња? Не. А што мислите, дали сега ако дувниме со цевчето ќе се направат меурчиња од воздух? Не. Ти мислиш дека ќе се направат, ќе се забележуваат? Ајде да пробаме дечиња. Се направи. Не. Ајде длабоко цевчето. Се направи. Го забележувате воздух? Да. Забележи. Да. Земете воздух со шприцот. И сега да видиме како го пуштаме во водата. Што се случува кога ќе го пуштиме воздухот во водата? Меурчине и затижно. И свира. Да, дури и свира, да, убаво забележа. Не стакчикија. Не стакчикија. Ја требам од 2. Што направивме? Думаме. Го почувствувавме сега воздухот? Да.
да видиме кој ќе го зароби воздухот. Кој ќе го зароби воздухот? Кој заробите? Ќе да видам друг. Види го Дарио. О, Дарио. Дарио му дава и му зема воздух на лелончето. О, како правил воздухот кога е затворен. Ова што? Ова си? Што прави по површината? Иди. Попи. И сега, дечиња, ако сакам вака да го притиснам долу на дното, дали можам со ово дел од чашата тоа да го направам? Сега ќе проверам. Успеа? Што ми помогна во случајот? Газеро. Газерот на вистина. Арно, ама дали ќе успеам сега вака да го потиснам ова долу? Успеав? Долу е? Долу е? Ами јас сега немам газер, ова чашата ми нема газер уште еден. Што ми помогна за да слези долу? Водата. Да, дечиња, воздухот ми помогна. Тој тука внатре се стои. И јас кога го ставам, кога го доближам тука и кога ќе притиснам, тој се брани. Не дозволува на водата да влезе во чашата. Тој се брани. Ајде да видиме. Сега да видиме. Да видиме дали воздухот ќе си одбрани хартијата внатре, да не се наводени во водата. Ајде да чине понаведнете се. Што мислите, дали водата влезе внатре во чашата? Што мислите, дали влезе? Не е водена. Водена е, некој не е водена. Ајде извлече хартијата. Водена е? Водена е? Не е воден. И вие сте изненадени, нели? Ах, тој воздухот. Само чудо прави. Замислете, не идава на водата да влезе во чашата, зашто тој прв си го фатил местото. Колку интересно. Довидување, ама само на кратко. Се гледаме веднаш после големиот одмор. Да видиме кој ни го валка воздухот. Тоа да видиме.